Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Министерот за одбрана на Македонија Зоран Коњановски е во Вашингтон. За неговите средби ќе ви кажеме веднаш по темата на денот во САД. Сенатот не успеа да постигне договор за спасување на автоиндустријата. Ова имаше силни реперкусии на светските берзи. Мнозинството демократи и малцинството републиканци во Американскиот сенат не се договорија за финансискиот спасувачки план за националната автоиндустрија. Мнозинскиот лидер Хари Рид соопшти дека разговорите пропаднале доцна синоќа, велејќи дека имало големи разлики меѓу демократите и републиканците. Рид неуспехот го нарече голема загуба за државата. Републиканските законодавци велат дека разговорите пропаднале заради тоа што представници на работничкиот синдикат, обединети автоработници, одбиле да се согласат на датум за намалување на платите. Кусо време од како Ридова го соопшти, Сенатот одржа процедурално гласање со кое ефективно се поништи легислативата. Гласовите беа 52 спрема 35, помалку од 60 се неопходни гласови за предлогот да оди понатаму. Бушовата администрација веднаш издаде соопштение во кое стои дека колапсот на разговорите е разочарувачки и официјални представници велат дека сега се бара друг начин да се помогне на американската автоиндустрија. Цените на акциите по ова паднаа нагло на многу светски берзи. На азиските пазари падот денес беше повеќе од 5%. Европските индекси паднаа за околу 4% во претпладневната размена, а се разбира не останаа имуни на падот ни американските акции при утринското отворање на размената. Падна и цената на нафтата за околу $3 по барел. Падна американскиот долар и тоа под нивото на 90 јени за прв пат во 13 години. Колапсот на планот за спасување ги погоди и јапонските автопроизводители. Акциите на Toyota, Honda и Nissan исто така паднаа. Најмногу изгубија јужнокорејските производители Hyundai и Kia, над 8%. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. По разговорите во Белата куќа, министерот за одбрана на Македонија беше во Пентагон. Таму се сретна со заменик секретарот за одбрана на САД Гордон Ингланд. Извештај на Јане Бојаджиевски. Коњановски изразил благодарност од Македонија за поддршката што Соединетите Американски држави ја даваат на земјата кон целосна НАТО интеграција, како и за помошта во реформите од областа на одбраната. Коњановски го уверил Ингланд дека Македонија продолжува на тој пат. Кажавме дека сме спремни заедно со американските војници, со сите НАТО партнери да учествуваме секаде каде што треба да се справиме со тероризмот, со најголемото човечко зло, каде што треба да учествуваме во глобалните мировни процеси. Разговорите биле и за состојбите во Косово и распоредувањето на силите на EULEX. На домакинот, министерот Коњановски му пренел дека Република Македонија будно ќе ја следи состојбата на незината граница со Косово. На прашање на Гласот на Америка дали станало збор за можноста за зголемување на бројот на македонски мировници во мисијата ИСАФ во Авганистан, Коњановски рече. Преотворивме и таа дискусија и во исто време прво господинот Гордон Ингланд се заблагодари за нашето учество во Ирак, затоа што бевме дел од една успешна мисија. Нашите војници пред 2 дена се вратија од успешно завршената мисија во Ирак. Успешноста ја оценивме во фактот дека навистина во последно време се зголемуваат инвестициите, странските инвестиции во Ирак, што е доказ дека делувавме да се сочува мирот и да јакнат институциите во Ирак. Онака што заедно делувавме во Ирак, спремни сме да продолжиме тоа да го правиме и на други места во светот, вклучително и во Авганистан. На средбата во Пентагон било изразено уверување дека новата американска администрација на новоизбраниот американски претседател Барак Обама и натаму ќе ја поддржува евроинтеграцијата на Македонија, особено незиното членство во НАТО. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Пентагон.
Видовте нашата адреса и веројатно веќе ја знаете зашто добиваме голем број одговори на прашањата за кои бараме ваше мислење. Последното на нашата веб страница беше дали економијата е првото прашање со кое треба да се зафати новоизбраниот председател Барак Обама. Мнозинството одговори да, 64%, 27% велат не, а останатите не знаат. Инако економијата е едно од прашањата на кое републиканците и демократите ќе мора да соработуваат, а од републиканците се очекува поголем компромис. Демократската партија ја добива контролата во САД, со демократски председател и мнозинство во Конгресот. Републиканците стануваат малцинство, но тоа за нив може да биде и добро. Нема веќе да бидат врзувани за непопуларен председател. Нема веќе да бидат земани на одговорност за непопуларни војни и економска криза. Сепак, ако партијата сака да си ја поврати моќта, ќе мора да почне со поддршка на новоизбраниот председател, вели Џон Фортиер од American Enterprise Институтот. Тоа ќе е тешко. Луѓето го сакаат Обама и барем на почетокот ќе има многу поддршка од американскиот народ. Не е добро за републиканците да бидат сметани за обструкционисти. Алекс Конант од Републиканскиот национален комитет вели дека партијата има намера да преземе позитивна улога во владата. Ќе бидеме лојална опозиција, но се надеваме и конструктивна опозиција. Имаме големи идеи за државата. Конант вели дека денес има помалку поделби во однос на надворешната политика. Роберт Гейтс останува во администрацијата. Бушовата администрација се согласи на повлекување од Ирак, а последните настани во Мумбај и Пакистан го насочуваат фокусот на Обама во тој правец. Она што може да ги подели партиите е економијата. Републиканците се представуваат како фискални конзервативци. Конант вели дека Обама сака да ги зголеми трошоците на владата и да ги зголеми даноците. Тоа според него нема да оди лесно, зашто дефицитот веќе е многу голем. Но Ричард Вулф, колумнист од Newsweek, вели дека економската криза ги принудува републиканците на компромис. Очигледен став за републиканците би бил да се спротивстават на спасувачките пакети, зашто тоа е мешање со пазарните закони. Тоа не се случува. Но од друга страна, кој сака да биде одговорен за целосен колапс на американската автомобилска индустрија? Републиканците сепак имаат прашања кои создаваат поделби во партиските редови, како што се имиграцијата и истополовите бракови. Неодамна е избран имигрант од Виетнам во Конгресот, што е само уште еден доказ за зголемувањето на